Здраво живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Панче. Здраво, Марина. Како сме Како денес? си? Ја. Одлично. Прекрасен ден. Најнапред на сите мајки, жени, сопруги, девојки и останатите да им го честитам од моја страна како појак пол, да им го честитам празникот 8 март на сите. А иначе како сум? Вчера, в четврток, ми ги извадија конците, се е во ред. Супер. Айнц а шнит нема проблем. Тетивчето си е средено. Успешно 1000 наполнивме, 1000 даунлоудс имаме на нашето, фасцинирачки, не? Неочекувано, кога ќе размислам дека пред 3 недели бевме на 0, сега сме некако 1000. Супер сми се. И морам да се пофалам. Понеделникот 31 година брак. Не мрак. 31 така. година брак. Со моето шециен. Така Честито. да, благодарам да си дочекате сите. Значи, тоа е прекрасно чувство. 31 година со еден човек да делиш и танко, и дебело, и убаво, и неубаво, и сите работи. Можам да замислам. Да ви се множат, да сте и понатака среќни, весели и ти, значи, многу букети треба да купуваш оваа недела. Осте, ќути. Многу поклони. Буџетот ми отиде. Денеска ќе биде црвено картичето. Ако така треба, не само на 8 март. Денес оваа епизода, како што најавивме во минатата епизода, ја посветуваме на жените, бидејќи Интернационалниот ден на жената во Германија не се слави. дека ќе правиме некои интересни муабети што ќе бидат интересни за мажите. Во оваа епизода замислата ни беше да поканиме жени македонки кои работат со македонки кои живеат во Германија. Панче како вистински джентлмен ми остави да ги изберам гостинките. И среќен сум за тоа. Првата гостинка доаѓа од Скопје, живее во прекрасниот и омилен Келн. Работи како трансформацијски коуч и ми има помогнато на многу жени во остварување на своите цели, вклучувајќи ми и мене, ама за тоа подоцна. Маја МJ. Здраво, Маја, се слушаме? Здраво, Марина, здраво, Панча. Многу ми е мило што сум тука денес со вас и фала ви на поканата. Фала што ви време. Здраво и за тебе и здраво и од мене, од јакиот пол. Во оваа емисија, како што најави Марина, имаме уште една гостинка во оваа емисија, тоа е Дијана Илоска Лајн. Здраво, Дијана. Дијана е охриѓанка, лихнита кајче веслаше, и привидејќи со водата е поврзана, нормално не ќе најдете во Норден, таму горе, во Росток, блиску до морето, блиску до водата. Иначе, Дијана е доктор на биохемиски науки, моментално на породилно отсуство или на Муташуц или на Елтернцајт, и за некое време ќе повторно се враќа во својата струка, но Дијана има и друго хоби за кое што подетално ќе разговараме во оваа емисија, за кое што сум, што би рекла германците, гешпант, како ќе се одвива целото, и за темите за мене, како маж, и доста познати. Здраво за Дијана. Панче, здраво Марина и Маја. Многу ми е мило што сум овде и што одвоивте исто така простор за мене. Се надевам дека ќе имам некои интересни теми да ги понудам, да се отворам на некој начин пред публиката. И фала ти уште еднаш, Панче, за многу убавата најава, односно за аналогијата која ја направи од вода на вода, па да, некако така сум ги бирала, да речем, животните места, бидејќи тој мир што го дава водата, мене ми недостасува и сакам да сум обично покрај вода. Така да, ти благодарам. Убаво. Супер, здраво Дијана и од мене. Сега си во малку тмурната Германија, до пред некој време беше во Австралија. Ни не достига Австралија, да кажам, некако може овде ќе треба да правиме компарација на животниот стил меѓу Македонија и Германија, меѓутоа Австралија е нешто сосема друго и она кога викаат ветената земја, тоа навистина е ветена земја, бидејќи
некако животот се гледа од поинаков аспект, квалитетот на животот е поинаков. Многу сонце нормално можеби тоа допринесува да луѓето се попријатни, попозитивни, поотворени, така да прекрасни впечатоци имаме за Австралија како семејство. И е многу, да речам, земја која што ги охрабрува или ги поддржува семејствата на некој начин. Супер звучи. Маја, може ли да ни кажеш нешто за твојот професионален пат и што те натера да се специализираш за трансформацијски коуч? Така, тоа патување почна некаде од 2018 година, конкретно за трансферот од минатата професија во новава. Ама пред да ви раскажам тој дел, малце бекграунд ќе ви дадам, додека живеев во Македонија, во Скопје, јас работам во банка, како што ми е и официјалното образование, значи имам завршено финансии. Тоа имам студирано и работев, значи, во банка 10 години пред да се преселиме тука. Меѓутоа, кога се роди нашето прво дете, кирката Јоана, многу брзо дознавме, уште додека беше многу мала, дека има здравствени предизвици и дека ќе живее со посебни потреби. Во тој момент донесовме одлука да се преселиме во Германија, барајќи подобар здравствен систем за незе. И така дојдовме тука во 2015 година, додека се грижав за незе, значи додека сите тие ги теравме процедури, сваќав се повеќе и повеќе дека не ми е добро избрана струката, тоест дека во годините кога сум носела одлука што да студирам и со што да се бавам во животот, сум била на некоја сосем поразлично ниво и на зрелост и разбирање и спознавање за што сакам, што се моите таленти, што ми лежи. И сватив дека воопшто не ме исполнува работното место и таа професија, ама не знам со што друго би можела да се бавам, затоа што имав реални поголеми проблеми на глава и само гледав како да направам на Јоана да биде подобро и како и јас да се носам со целата ситуација и како да го одржуваме нашето семејство, јас сопругот и Јоана на најдобар можен начин, во смисла некако да функционираме. Функциониравме физички супер, страна гледано, значи бевме премногу активни, не само тука, туку кај што одевме секаде по болници, доктори, туку и цела Европа ја шетавме, обиколувавме, барајќи по друго мислење, трето, четврто, болници, исцелители, не знам што на каков пат не се ставивме, но физичка долна страна, емотивно не се државме добро. Секој на свој начин, мојот сопруг може да кажува за себе, ама јас не се држав воопшто добро во смисла дека имав изгубена целата радост за животот, поентата, целиот сен за каква реалност, како мене ми изгледа животот. И во тој момент сватив дека 3 години, значи, помина од живењето тука и така во 2018 година, точно го памтам дури месецот и начинот и местото кај ми дојдоа тие некои други мисли и други начини на размислување, каде што сватив дека морам јас да сменам прво нешто, зашто иначе ништо околу мене нема се промени. Нити состојбата на Јоана, нити состојбата со другите аспекти на мојот живот, нити пак како јас ке се чувствувам. И тогаш сватив дека цело време сум поставувала погрешни прашања, од типот на главната обсесија ми беше да си објаснам и да дознам зошто ние, зошто нас, зошто нашето дете. И во тој момент сватив дека тие прашања уште следните 90 години нема да ми донесат ниту мир, ниту одговор. И почнав да се прашувам што јас треба да научам од ова искуство. И кога почнав тие прашања да ги поставувам, некако ученикот беше спремен, па учителите се појавија и тогаш почнав да наидувам на многу видеа и книги кои што објаснуваат како може да се напредува во тешка животна ситуација, зошто се соочуваме со животни ситуации кои што се многу тешки, како растот е нашиот природен инстинкт на некој начин и дека доколку не растеме, ќе ни се случуваат секакви искуства во животот кои што ќе натераат да се помрднеме кон личен раст и развој. Тогаш силно почнав да работам на себе и за неколку месеци си ја променив енергијата, начинот на кој што ги гледам работите, излегов од улога на жртва, почнав да се чувствувам оптимистично, некако радосно, среќно и да не ја осудувам ситуацијата во која што сме, туку едноставно да си кажам, окей, ова не е нашата животна ситуација, ова е нашето нормално и ние ќе најдеме начин да бидеме среќни и во оваа ситуација.
И Јоана веднаш се промени исто така. И тоа сватив колку мојата, на некој начин правам сега наводници, тешка енергија влијала и на незе. Иако кон незе сум се однесувала секогаш само со љубов и никако поинаку, но кога јас станав посрекна и побалансирана, тоа на детето се одрази веднаш. И после 9-10 месеци и сопругот нели одма ми се придружи кон сеја што правев и работев на себе, двајцата работевме на себе. Луѓето што нас знаеа предходно и луѓето што видаа трансформацијата и промената кај нас, тие ме поттикнаа да работам со други луѓе. Нивна беше идејата, они беа од типот на Маја, као прво секоја чест за сите нели промени, сите сваќања што си ги направил учење само од себе, но ти ова треба да им го пренесуваш на други луѓе. Треба ова не е нешто што секој го дознава туку така, ова треба се научи. И тогаш сватив дека навистина тоа можам да направам повик, значи можам да се го сватам како повик и дека дефинитивно исполнетоста што чувствувам работејќи денешната работа, никогаш не сум чувствувала работејќи во финанси и во банка. Така што прилика тоа е патот како станав денеска трансформацијски коуч. Фала ти. Многу мачна, но истовремено инспиративна приказна. Јас те следам одавна, мислам дека дури од самиот почеток. И сум го слушнала ова неколку пати, ама мислам дека никогаш нема да ми издосади од ова твое објаснување како си денес таму каде што си, бидејќи веруваме дека посебно на жените многу им значат вакви искуства и вакви совети. Како би опишала твојата цел во твојата работа, посебно во однос на поддршка на жените, твојата мисија? Прво и основно, многу е моќен личниот пример. Значи, луѓето не учат по теорија, туку учат од приказни. И нас не научи теоријата, туку научат туѓите искуства. Значи, јас сум свесна за ефектот кој што го оставам кога некој ќе му раскажам нешто поминав и дека Јоана од 2020 година веќе не е физички со нас и дека таа си го продолжи патувањето понатаму и јас и сопругот се соочивме и со тој дел од нели со една многу голема загуба и повторно продолживме натака и да не знам како да се развиваме, да бидеме тука еден за друг, да се трудиме да бидеме најдобрата верзија од себе. И денеска, после 3 години и покрај тоа што тој елемент од нас не секогаш ќе си го односиме на тага и на недостасување, сепак можеме да кажеме дека сме многу среќни, многу исполнети и сме си пронашли многу други цели на кои што можеме да се посветиме во животот, кои што имаат многу големо значење. И сето тоа кога ќе им се презентира како пример на жените со кои што јас работам, тоа автоматски нив ги става веќе во друг мајндсет, од типот на што и да е пречката за која што некоја конкретна жена си викала јас не можам да го направам ова или ова заради тоа, пример, немање време, мали деца, не толку добри односи во бракот, или во семејството, или лоша работна атмосфера, или недостаток на финанси, значи што и да е било на нејза до сега пречка, она да се подобрува, да расте, да стекнува добри навики, да се трансформира и да си ги остварува своите цели, во тој момент кога ќе ме види мене се вика, окей, ова сада не било релевантно. Ако Маја може, веројатно можам и јас. И тука, значи, од таа мисла натака, не е дека она во следната минута ќе свати се што треба да прави и ќе си го среди животот за 5 минути, не постојат брзи решенија, но барем следните мисли што ќе дојдат, ќе бидат конкретни идеи и порив, окей, можам ова да го пробам, можам вака да направам, можам онака да направам, може да отиде после тоа да работи со некој коуч или со ментор, може би ќе дојде да работи со мене, може би ќе прави нешто сама. Нема едно, како се вика она, one size fit all, едно решение за сите луѓе. Меѓутоа, значи, начинот на кој што им помагам на жените, покрај сите алати, техники и методи што ги знам до сега за работа на себе, исто така и моето искуство е нешто што доаѓа со мене, по мојата работа и знам дека и тоа исто така врши влијание. Супер звучи ова. Ти веќе имаш и многу искуство со советување со коучинг на жени.
Кои предизвици обично ги забележуваш кај жените во однос на животните цели и општо развој на себе и како им помагаш да ги надминат тие предизвици? Значи, шаблоната е тој. Секогаш е број еден проблемот со времето, значи тајм менеджмент, затоа што јас претежно работам со жени од нивните рани 30 години или до 50 и нешто години, значи таа возраст гравитира околу мене и сите тие жени на таа возраст, значи во тој размак меѓу 30 и 50 години се наоѓаат во ситуација каде што децата се уште имаат потреба од нив многу, каде што кариерата во полн замав, значи се работат полно работно време, имаат семејство за одржување, дури работам со жени кои што не основале семејство во традиционално смисло на зборот и не се оствариле како мајки, меѓутоа секој некако има многу голем предизвик со времето и немање време е главен изговор и причина зошто не прават нешто повеќе за себе. Понатаму не знаат како да ги постават своите цели од причина што се навикнале ниту пред себе, ниту кога се сами да не си признаат што вистински сакаат. И, например, постојат жени кои што во нивните 30 до 38 години или 40 години воопшто не ја сакаат работата која што ја работат или не се гледат во таа кариера, но на крајот на паметот не се осудиле да го кажат тоа гласно и да си посветат пола сат и да речат што друго јас можам да работам во животот, затоа што мајцетот некако тоа не е поврзано со македонките, туку општо земено сите, мајцетот е поврзан со моментот, ама јас студирав правен или ама јас студирав градажен или што се јас работам добро. Дијана се смее. Се пронаѓам во муабетот, затоа се смеам. Знај, Маја, ги имавме овие муабети како сега да го оставам докторатот толку години, толку пот, толку да речем солзи и така натака и сега да работам нешто друго ми беше незамисливо, ама не е невозможно. Прво, тајм менеджментот како втор главен проблем е поставувањето на цели, правење на некоја си дефиниција на животниот стил што не посакуваат да го имаат. Веројатно тука има задршка затоа што ти кој ќе си го зададеш тоа како нешто што го сакаш, веројатно после имаш поголема обврска да тргнеш кон тоа и да го остваруваш, па на луѓето им е поудобно да седат во комфорт зоната во која што се. И трет проблем се комуникацијските предизвици, односно многу нарушени односи во бракот и потесната фамилија, не заради тоа што се во поднаводници ставено си фатиле работа со лоши луѓе, нема лоши луѓе. Има само луѓе со кои што не сме воспоставиле правилна комуникација и едноставно незнаење како да се искомуницираат сите разлики и сите предизвици и заради тоа дошло до многу големи предизвици, како предразводна ситуација или ситуација која што е многу тешка да се толерира, да се трпи подобно и така. Значи, тоа се трите предизвици кои што се најчести во работата, ја што ја работам и што ја гледам со жените со кои што разговарам. Да, Дијана се најде, јас се најдов секако. Сигурно многу жени ќе се пронајдат во ова што го кажа и на крај ќе имаш и можност да кажеш како ќе можат да те контактираат луѓе за да им помогнеш кон отстранување на тие предизвици. Океј, вие огледате тоа од, да речем, од женскиот аспект, меѓутоа можам јас еден сега малце диаметрален аспект да направам дека нема да мислите дека само жените ги имаат тие проблеми, меѓутоа истите проблеми ги имаат и мажите. Меѓутоа мажите некако, тоа што викаме ние, појак пол, не попуштаат ова, она и сите работи, меѓутоа во основа може да се каже дека истите проблематики се среќаваат дека мажите. Значи, тоа е нормална појава. За мене беше првиот шок кога дојдов тука, шумарски инженер ми вика, чекај сега, ти како шумарски инженер можеш и у Алди како менаџер да работиш. Чекај, вика, кај ја до вчера, вели му учат дрва да сечам или да прерачунам кубикажа и ово она. Значи, тој аспект да го сватиш е фактички културен шок. Дека можеш нешто што си учил, а сосем друго нешто да работиш. Паѓаш, би 30 година тука менаџирам, еден ден во шумарството немам завршено, ако сум шумарски инженер. Та дори тоа прашање сум го поставил на тој првиот одговорен мој во Алди, мој добро, чекај се, ја шумарски инженер, ти ме запослужи, ја во Алди да работам како менаџер. Вака вика господин Чушевски, едно ќе ви кажа. Ја гледам вие што сте работеле. Вие само вика штекот треба да го најдете, кај што ќе се префрлите
од дрва, патишта, кубици и ово, на конзерви, тонаши, маржи и рестот е твоето. Супер забелешка, Панче, даде. Дефинитивно се согласам со тебе дека овие дилеми не се поврзани со пол воопшто. Ова е чисто само одговор на прашањето со какви ситуации моите клиентки се соочуваат, меѓутоа сум свесна дека ова не е врзано со пол и дека апсолутно се согласувам и мажите ги имаат истите овие дилеми само заради тоа што системот е така поставен, ама наша одговорност е да научиме дека ова вака и да се смениме, ама системот е така поставен да ние размислуваме како работници. И кога во моментот кога ќе заврши нашето образование, без разлика дали сме се одлучили да биде само средно или факултет или натака сите други нивоа, ама кога за нас ќе ни заврши нашето образование, ние сме програмирани да најдеме работа и да седиме и да ќутиме до пензија. Никој од нас не е способен да размислува и да се преквалификува во било која доба од неговиот живот. И во еден момент, кога ќе се разбуди човек, на некој му се случува на 28 години, на некој на 46 или било која друга возраст, не постои граница до кога можеш да се освестиш дека не мора да ти изгледа реалноста како што ти изгледа, тогаш најхрабрите се осудуваат да почнуваат да го преиспитуваат сето тоа дали така треба да биде и да си кажат, па добро, ајде пробаме што друго, па и да не успее, што да правиме сега, не мора се да биде успешно што ќе го почнеме. Така што супер забелешка и не знам дали ќе се сложиш со мене, ама од онаа што го гледам дека денеска и мажи и жени премногу се осмелуваат во средина на нивниот живот, да кажам, и на нивните кариери, да се преквалификуваат за нешто што на крај памет не им било некогаш дека ќе го работат, под причина што и денеска постојат толку многу професии што не постоја пред 10 години. И штета е да не се проба нешто друго, има толку креативни можности. Точно, се слагам со тебе во потполност. Така да, битна е целта и ако имаш целта, ќе стасаш. Ако немаш цел, немаш стасаш. Благодарам, Маја, за твојата искрена, отворена и доста интересна приказка, која што ќе продолжиме или ќе продлабочиме во текот на нашиот сегашен муабет или разговор. Дијана, доктор на науки по биологија. Од море и од езеро повторно се наоѓа на вода или на море. Ама сепак Дијана некако размислува да фати некој друг колосек. Кажи, опиши кои се тие, да речам, моменти или тие, како да речам, што те натеруваат или што мислиш дека сепак покрај твојата професија и покрај твоето знаење може би си створена за нешто друго? Кога би размислувала како го започнав моето образование, значи уште од, да речам, тинеџерските години, уште од универзитетските води, па се до ден денес, јас имам чувство дека сум тука за да помогнам на некој. Јас цело време се борам со фактот дека ако можам да помогнам на некој, тогаш животот би ми бил мене и на тој некој по идеален, подобар или по квалитетен. Тука сум, тоест го отворив ова поглавје од мојот живот, затоа што животот, да речам, односно нашата животна приказна не стави пред многу предизвици и искушенија додека да дојдеме додека дојдам до мајчинство или дојдеме до родителство. Тоа беше една лекција на упорност и отпорност и трпение према себе и према другите, исто така и себе откривање. Значи, патот до нашето дете, да речам, не беше воопшто лесен, меѓутоа она што следува беше многу потешко. Односно, тој постпартум период кој што се очекува да биде една нежна страна за сите тие бесони ноќи, гушкања со малото дете или таа хаотична страна, да речам, на тоа родителствување. Тој постпартум период требаше за мене како мајка да представува едно вистинско уживање, но не беше така. Не беше така затоа што се чувствував несоодветно како мајка, како сопруга, како ќерка, недоволно добро. И тој процес
таа трансформација што ја направив и каде што сум денес не е процес кој што се случи преку ноќ. Тогаш посакував да постои некое копче, да го кликнам и да се дојде во нормала, односно да бидам тоа она што сум, односно она што сакам да сум. Меѓутоа, денешниот резултат е огромна работа на себе и огромна работа со коучеви, со луѓе, во конкретниот случај со Маја, со Кристина Десковски, Хелена Хулман и така натака, за да дојдам до едно ниво, да кажам да, сега сум своја и можам да го проширам својот поглед и да помагам на други жени кои што поминуваат низ ајде не речам трауми, меѓутоа предизвици на патот до мајчинство, а и потоа. Значи во првите неколку месеци од мајчинството, па и до 2 години, бидејќи постпородилната депресија е тема која што е секогаш ставена под тепих, никој не сака јавно да зборува за тоа, меѓутоа тоа се случува и многу мајки го поминуваат. Всушност, мајките на машки деца се по-сусептибилни кон постпородилна депресија, токму заради некои биохемиски патишта кои се активираат. Значи, таа моја научна страна, која што ја носам од докторатот, како моето образование се одвиваше, сакам да ја преточам овде со факти, и не само од лично искуство, меѓутоа и со научни факти да помогнам на жените кои ги поминуваат овие предизвици. Одлично, супер. Многу интересно, да. Нешто, мислиш дека само тоа се дешава кај женски деца? Кај машки деца? Не се случува нужно кај мајки на машки деца, се случува и кај жени кои што имаат травматично искуство, травматично постпородилно искуство, тие се исто така. Значи, постои една студија која вели дека мајките на машки деца се 79% имаат поголема веројатност да развијат постпородилна депресија, меѓутоа мајките кои што имале травматично породување и стрес, дури 176% од прилика шанси да развијат постпородилна депресија. Значи, е поврзано со полот, ради тоа што се активираат, како што кажав, разни инфламаторни патишта во телото на мајката, меѓутоа самиот стрес од породувањето или таа некоја траума како посттравматички стрес, потоа се развива и допринесува до развој на токму таа состојба постпородилна депресија, која што може да трае до 2 години. Ова е интересно за мене како мајка на 2 машки деца. Фала ти многу за целото објаснување за твојот пат, многу интересна приказна исто така. И јас сум била во тој период и знам што тогаш имав мисли како сега нема некој да ме советува за ова, зашто морам да си барам информации од различни книги, списанија, подкасти, инфлуенсери. Сакам да има една личност да отидам таму и да ме советува за овој целиот процес. И еве сега ти си таа личност. Него спомнавме, оствари твојот назив на ова што ќе го правиш. Може би тоа од почетокот требаше да го спомнеме, односно да го вметнеме. А тоа е водич до мајчинство и низ постпородилен период, базиран на научна литература и лично искуство. Верувам дека и на многу други би им требала, исто така и ти ќе ни кажеш како може да те контактираат жените при крај на епизодата. Мене ова искуство ми значи, како да кажем, и Маја во незиниот одговор, значи, или во незините одговори, да речам, кажа дека она што всушност можеш да помогнеш преку твоето лично искуство, односно таа е една неверојатна енергија, една неверојатна вредност со која што може да смениш нечии животи. Така е, така е. Дијана, за многу жени времето во временоста и периодот после породувањето е доста трансформативна фаза. Како би можела да ги поддржи жените да изградат сила во овој период? Како би можела да ги поддржам жените, тоа е интересно и долго прашање. Мислам, во повеќе, значи, поддршката на жените во секој случај е еден премногу важен фактор, не само за нивното физичко, туку и ментално и емоционално здравје. Како би ги поддржала? За почеток преку едукација. Едукацијата е многу важна, не за џабе се вели дека знаењето е моќ. Значи, важи за било која фаза од животот, дали жените или идните мајки се во процес на забременување или потоа
се борат, да речам, се соочуваат со постпородилна депресија, да најдат соодветни, значи да истражуваат прво сами со себе, значи да читаат литература, да читаат книги, што може да им помогне и како да им помогне, а потоа да најдат соодветни лица кои што би може да им помогнат во случајов тоа дали тоа ќе бидат водачи, дали ќе бидат доктори или бабици. Значи во Германија ние, да речам, сме привилегирани на некој начин да осигурувањето ни покрива, да речам, бабица после породувањето, кои што може да помогнат не само со информации околу, значи, бебето, туку и развојот на самото бебе. Потоа емоционална поддршка. Значи, емоционалната поддршка би била да овозможи средина жените да се чувствуваат, или мајките, идните мајки да се чувствуваат комфортно во нивната зона или во нивното окружување, да можат да ги изразат своите емоции, своите стравови, грижи и така, без да се чувствуваат неприфатено или осудено. Понатаму би ги поттикнала и би ги валидирала на некој начин со тоа што многу голем или важен аспект од поттикнувањето или валидацијата е прифаќањето на состојбата, на прифаќањето на предизвиците. Дали тоа станува збор за остварување на бременост или после тоа, значи, да ги слават малите победи на некој начин, без разлика дали тие се како помали победи во краен, што водат до краен резултат, и нормално да ја слават нивната сила и упорност. Empowering, тоа на македонски не знам како би се кажало, значи како пак поддршка или поттикнување да изградат доверба и самодоверба во процесот, да можат да ги навигираат сите предизвици и исто така и предрасуди на средината. Уште една-две точки, значи холистичка поддршка преку медитации, тие се многу битни, јога или духовен раст, да овозможи, значи сите овие техники да овозможат на некој начин едната мајка или жена или мајка да го најде својот мир во конкретната ситуација или во конкретната состојба. Така да и директна поддршка за разговор, за ако треба да си позборуваме, да се исплачеме, да се поттикнеме, да се охрабриме, така. Да, и тоа некогаш многу значи. Дијана, многу интересно од твоја страна што го објасни целиот процес на твојата поддршка. Ова и на Маја би било интересно. Не само од аспект дека, значи од една страна она ти помогна да дојдеш до овој момент, да се осмелиш, да почнеш некој, ти како што го викаш, хоби, бизнис, споредна занимација, а од друг аспект, бидејќи и на Маја лично ќе помогнат твоите искуства, бидејќи и она е бремена. Да, нашето второ бебе се роди во мај, и баш кога кажа Дијана дека детално кога опиша својата работа и кога кажа дека мајките на машки деца посебно се склонни кон тоа, јас како некој што носи сега машко дете се помислив, запиши, бараја Дијана после мај. Супер, јас ова не го знаев, ама здравје, ако има некои проблеми, во најдобри раце ќе бидеш кај Дијана. Да, имам едно прашање за двете. Дали мислите дека како во целиот процес од двете аспекти, едната во врската со бременоста, другата со врската со трансформацијата, игра улога егото, женско его, некои техники, некои посебни работи во тој аспект. Едната од, да речем, во делот на, да речем, да гледам ја само за себе, да ми биде мене добро, а другата во поглед на трансформацијата, повторно, јас како его личност. Значи, јас не знам за поделба за женско его, туку знам за егото како составен дел од личност и кај мажи и кај жени. И е многу интересно прашање, многу интересно прашање. Егото, кога кажеш човек егото, општо земено само по себе многу комплексна тема. И луѓето кои што навистина сака да го разберат тоа и да не се психолози или психијатри или не знам што е, јас не сум психолог, меѓутоа има стварно многу интересна литература кај што денеска може да се навлези, да се добијат подлабоки разбирања за оваа работа, затоа што
една од најпогубните работи е што кога луѓето ќе си сватат нешто површно и си го влече тоа како некој став цел нивен живот, а воопшто не се потрудиле подлабоко да видат што значи тоа. Еве, например, за сите заинтересирани, и на вас ќе ви кажам ако сакате нели да си прочитате, ама и на сите што интересни ми оваа тема, им го препорачувам авторот Еркарт Толе, кој што во неговите книги доста се бави со его и ги објаснува овие работи. Сега, дали игра улога? Секако дека игра улога, значи нас не дефинира егото од мали нозе. Егото што значи? Значи, егото е потреба за сепарација. Значи, кога стануваме свесни дека ние сме посебно од целиот свет, кога стануваме свесни дека ова е наша играчка, ова се наши родители, наш стан, наша соба и до ден денеска ние имаме сен за тоа што е наше, што е туѓо. Значи, секој од нас знае од каде живее, кои работи ги поседува, кои луѓе му се во неговиот живот. И запоа имаме етикети како мој сопруг, мои деца, моја работа, моја ташна, моја чаша. Значи, тоа е тоа. Но, во поширока смисла, да одговорам прашањето, дали игра улога во одлуката за трансформација, во одлуката како се поставува особата кон целата друга околина која ќе речи да се трансформира, најголема улога игра. Затоа што како прво, заради его, многу луѓе не ни почнаа да работат на себе. Затоа што резонирањето е, јас знам најдобро, нема што мене некој да ми кажува како да го живеам животот или нема што ја сега да се преучувам на нешто што сум се научила уште од 8 одделение или 4 средна и сега има да си го носам тој став дека, например, некоја националност да си одлучам нека се лоши луѓе и точка. И не ме интересира, никогаш во живот нема да си го преиспитам ставот да видам дали стварно сите тие луѓе, целата нација се сите катили од прв до последен. И слично, ова е само банален пример. И исто така, во момент кога човек е, најчесто луѓето почнуваат да работат на себе, не затоа што тоа е убаво за личниот раст и развој, туку кога се најдат на некое свое дно. Еве како Дијана што раскаже нејзината приказна кога им станало многу тешко, во цела животна ситуација почнала да работи на себе. Јас исто пример кој што почна да работи на себе откако стана неподносливо и така натаму. Многу малку се тие мудри луѓе што почнува да работат на себе пред да им се случи нешто така потешко и позначено во животот, ама и таа одлука која ќе дојде е сега морам да работам на себе за да се променам оваа состојба, пак потекнува од его. Затоа што зошто работам на себе? Сакам мене да ми биде подобро. И уште една завршна реченица во одговора што сакам да дадам е дека треба да се биде многу внимателен, крајно внимателен за своите намери, кога човек почнува да работи на себе и да не почне да се однесува како од типот на сега јас имам право да живеам подобар живот и сите други ќе ми бидат подредени на мене. Значи да се работи на себе, да се усвојуваат добри навики, да се трудиме да постигнеме повеќе, да негуваме некоја љубов спрема себе, ама при тоа да не ги направиме сите наши блиски луѓе, сопрузи, сестри, браќа, колеги, колешки, наши слуги. Затоа што никој ништо не ни должи, како што ние имаме право да работиме на себе и да стануваме подобри и да имаме побав живот, секоја човечко суштество го заслужува исто. Супер. Дијана, од твој аспект? Слично како Маја, јас размислувам од оваа насока дека егото е тука да не заштити. Значи, да не во ситуации кога се критични, ситуации кога се полни со предизвици, егото е она што може да не заштити во прва линија. Потоа, тоа е исто она его кое што дозволува или не ние да бидеме отворени прво да им помогнеме на други луѓе, а потоа да си помогнеме и сами себе. Значи, јас не сакам да кажам дека луѓето кои што не се отворени за помош или за соработка се егоистични, меѓутоа сакаат да се заштитат сами себе и нормално можат да бидат помогнати само доколку сакаат да бидат помогнати. Да додадам она што Маја го кажа, зошто работам на себе за да се чувствувам подобро. Не, јас сакам сите околу мене да се чувствуваат добро, покрај мене, нормално. Во авион, ќе го дадам тој класичен пример, се спомнува секогаш во авион прво ја ставаме маската на себе, а потоа на други. Значи прво ние да се чувствуваме добро, а потоа да ги направиме и сите околу нас да се чувствуваат добро. Односно тоа се случува спонтано.
Јас би го трансформирала на некој начин тоа его или таа релација со егото со љубов кон себе и љубов кон другите. Тогаш кога имаме љубов за себе, егото е толку многу ниско, не се плашиме дали ќе бидеме повредени или слично, и тогаш ќе имаме љубов кон другите, односно другите и не може да не повредат ако ние сме со љубов кон нив. Многу добри одговори. Ја, да се надоврзам на ова Дијана што го кажа љубовта, има една прекрасна литература, не знам дали сте ја читале од Zuhörst. Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du geheiratet hast. Liebe dich selbst und es ist egal, was für einen Job hast. Ја, прекрасна литература, дека шо може една љубов да направи и да подвижи, да тргне. Љубов кон себе. Да, така и јас можам исто тоа да го потврдам. Јас се обратив кај Маја, како што кажав, долго време ја следев, ама се обратив баш во некој период, транзитен период за мене, кога престанав да работам во биро за транс или кога веќе ќе престанев да работам во следните недели и кога требаше да почнам на ново работно место, тоа ми беше изненадувачки тешко, бидејќи имав голема грижа на совест дека ги оставам старите колеги, дека ги оставам со многу работа, дека јас ќе одам на подобра работа со подобри услови и тука требаше и некој да ме потсети дека треба да се концентрира човек на себе. Со текот на времето се си се мести околу тебе, сите коцки си се редат ако си се ставиш приоритет. Супер работи што ги спомнавте, што ги кажавте, но сега мораме да направиме една компарација. Ја, едната е од, како што реков, од 2012 во Германија, Маја е од 8 години веќе тука. Да, 8 и нешто, да. Освен, да речам, приватните, дали се сретнавте со некои други предизвици, потешкоти, едноставно како си го трасиравте патов тука? За мене, ако може прва да зборувам, Може. најголем предизвик беше учењето на јазикот. Вклопувањето во културата плюс и минус. Значи, јас, кога дојдов на докторски студии, средината беше интернационална, односно сите беа, да речем, на некое исто ниво, дојдени од некаде и многу подалеку од Македонија, така да ние совршено функциониравме. Меѓутоа, најголем предизвик за мене беше јазикот. Се додека, значи, докторатот, да речем, го спремав во Хесен, во Гисен, и Бад Наухајм, меѓутоа и таму средината не само што е интернационална, туку и Франкфурт е многу близу и луѓето, да речам, па и најстари години зборуваат англиски и тоа совршено. Меѓутоа најголем момент на освестување дека треба да го научам јазикот беше кога се преселив во Росток. Росток е источна Германија и тие нема никакви, да речам, нема допирни точки, немале допирни точки со англискиот јазик толку многу колку што например на југ или во централна Германија, така да тоа беше брейкпоинт каде што јас, значи, и за работа требаше да го научам јазикот единствено, не само за работа, туку и за одење на лекар или за во продавница и така натака. Значи, мислам дека ова ни е заемничко на сите, ние кои што доаѓаме дека некако мали деца, туку како негде во средни години, што се вика, јазикот е предизвик број 1 од причина што не е лесен. А и не е на нас толку навикнато во Македонија на германски јазик, не е воопшто навикнато, имајќи предвид дека се конзумираме на англиски или евентуално на српско-хрватски, зависи кој што гледа и кој што слуша. Меѓутоа, навистина не е лесно да се надминат првите 2 години, додека го учиш да го зборуваш јазикот и после тоа уште го учиш. Јас се уште се чувствувам нека го учам, ама ете да кажеме некои 2 години се потребни убав ангажман, борам солидно временски да се вложи човек за да почне да комуницира и да функционира во општеството. Така што да, тоа е еден од најголемите. Други предизвици искрено не можам да се сетам или да набрам. Јас имам претежно позитивни искуства во Германија и немам што да се пожалам. Супер. Под мотото Deutsche Sprache, schwere Sprache, значи тоа е факт, тоа е факт, привидејќи самите си кажуваат, и они. Точно.
Точно. Самите германци кажуваат дека германскиот јазик е доста комплициран јазик, доста тежок јазик, али од искуството кој што ги направив јас со јазикот е доста опислив, значи многу сладок јазик. Значи за една приказка они ќе ти направат цело четиво. За една реченица, например, ние што ќе кажеме една реченица, они цела страна може да испишат со нивниот јазик. Доста е сликовит, доста е описен. Али како што од искуството, значи нити сте првите, нити сте последните. Значи секој што се јавува или што ме контактира, што знае, вика како да научам јазикот. Јазик се учи со зборување, со слушање, со комуникација, со контакт. Не? И тогаш се учи јазикот. Без некои фами, ја го сгрешив, деја беше сега, не, деја туја, ода дас туја, ода ди туја, ода шајзега. Деја ди даста, ко овој стендап комедијан кај Јана што вика секогаш наместо деја ди дас може само д да кажеш, д бус, д тиш. Д тиш. И со текот на време ќе се етаблира тоа и сите така ќе се збориме. Да. Не, се надевам тоа нема се случи тежок е стварно, ама мене ми е лично многу убав. Панче, како што кажам, многу сликовит, може човек многу да се искаже. Како би ги опишале најголемите разлики во животот, културата меѓу Германија и Македонија, посебно од гледна точка на една жена? Значи, не само од аспект на една жена, туку од аспект на генералното живење во Македонија и во Германија. Ние сме долги години, да речеме релативно долги години со Маја тука, па и вие. Мислам на Марина и Фанче. И можам да кажам дека на некој начин жените овде се уште посамостојни отколку во Македонија, можеби заради тоа тој некој финансиски аспект помага за нивната самостојност или индивидуалност, односно индивидуализмот е многу изразен, без разлика дали станува збор за жени или за мажи, наспроти големите семејства во Македонија. Така, значи, едно младо семејство или младо домакинство овдека се, да речам, финансиски понезависни и одделени од родителите, што дава поголема флексибилност на некој начин. Меѓутоа, од друга страна, големите семејства пак во Македонија се тука со мали деца да помогнат колку можат и така натака. Имаат многу, тоа сум го приметила, дека имаат многу поедноставен, да речам, животен стил, односно општиот живот. Значи, кај нас понекогаш во Македонија се прават спектакли од еден настан, како што е прв роден ден за дете или свадба или така натака. Овдека некако сакаат да бидат обкружени со луѓето кои што сакаат да бидат, а не со кои што средината им наметнува на некој начин. Се многу понезависни, пак ќе речам, тоа е можеби финансискиот аспект, дека може да се допуштат повеќе патувања, повеќе одмори и не се оптеретени дека сега цел дом треба да го земат со себе, односно ставаат еден ранец на себе и излегуваат, ама тоа е секако мислам дека е невозможно со мало дете. Сме патували, знаеме како е и тој минималистички начин на живот, да речам, го преферираат тука. Со тоа што тоа можеби да створи со тек на време некоја потензична атмосфера, за разлика од кај нас, каде што близината со семејството, блискоста преовладува. Така да, на некој начин, ние кои што можеме да ги искусиме двете култури, се наоѓаме некако на средина и ги земаме позитивните аспекти од едната и од другата, да речам, култура. Убаво го пиша ова Дијана, со се согласувам оно што кажа и на прво прашање кога го слушнав ми пиша па нема некои разлики во поглед на равноправност или културолошки, пошто сепак не сме ни географски толку далеку и едноставно овие генерации денеска како што живеат тука во Германија, така функционираат и во Македонија, на Балканот пошироко и така натаму, нели, промените од технологијата, економијата, сето тоа ги тангира сите, ама подлабоко кога ќе разгледаш, скроз доаѓа до израз ова Дијана што го кажа, разликата во мајндсет, како се германските жени со многу поотворен мајндсет, за разлика од жените во Македонија, и исто така се многу посвесни за
правото кој што им следат едноставно и од самото тоа, кога си свесен дека на нешто имаш вакво или онакво право, автоматски ти многу поголема самодовербата. И тоа се гледа во нивното држење, во начинот на кој што разговараат, начинот на кој што прават животни избори и како ги одгледуваат своите деца и ред други работи, каков однос имаат кон финансиите и така натаму. Исто така, апсолутно се согласувам со Дијана дека голем процент на нивната самостојност се должи на тоа што луѓето тука и мажи и жени имаат можност да бидат финансиски независни во текот на целиот нивен живот. Значи, не мора да се, не знам како, доколку некој не стапи во брак, не основа семејство и работи и функционира си живее и така натаму, нема да има недостаток во финансиите и не знам недостатоци општо земено отколку кога би бил во брак. Додека на пример во Македонија според просечната плата како што сега се уште некој зимајќи просечна плата, а да е самец не може сам да подигне стампен кредит, да плаќа, да си покрива трошоците, тоа автоматски се прави во партнерство, во брак со некој друг, каде што се потребни две плати за да се обстои. Тоа е разлика број 1, сори фактор број 1 за многу натамошни однесувања. Човек кога се чувствува стабилен, прави многу поинакви избори во животот, похрабри, посамоуверен, да кажеме, отколку некој кој што нон-стоп на прв план мора да има финансиската екзистенција како приоритет. Така е, во потполно се согласувам и со двете. Само сакав да ја прашам и Дијана, дали беше доволно долго во Австралија за да направиш уште една компарација со жените таму? Да, би можела да направам, да речам. Бевме околу 3 месеци овој пат, претходно во минатата година исто околу 2-3 месеци. Жените се па и од тука можам да кажам да по-независни на некој начин. Може би начинот на живот го диктира тоа. Кога кажувам не по-независни, едноставно. Значи, има конекции нормално со јавен транспорт. Меѓутоа, таму нема да се случи жена да не вози кола, например. Еве, јас од себе зборувам, јас не возам кола, тука мене не ми недостасува тој момент. Меѓутоа, во Австралија тоа е невозможно едноставно. Значи, без разлика што постои јавен транспорт, едноставно луѓето сакаат да си уживаат во тој бенефит, да си се транспортираат од точка А до точка Б кога сакаат и како сакаат. Така да, мислам дека се порелаксирани во поглед на таа индивидуалност и во поглед на правата на некој начин или во поглед на независноста, бидејќи можда општеството допринесува да жените таму се не мора да се борат на некој начин за своите права. Во Германија исто така не се борат за своите права и во Македонија сега не се борат на некој начин, меѓутоа сето тоа е некако порелаксирано, јас би рекла. Да. Жените си го зимаат своето право. Да. Добри, социјалната држава исто мора да се каже дека е голем аспект во тоа што жените може да си го остварат тоа, дека тука никогаш нема да се најдеш на улица што и да се случи дома, а тоа не е случај во Македонија па и во многу земји, за жал. Така. Од друга страна не можам, сега ми дојде на памет една друга компарација, не можам да кажам дека ние во Германија не сме толку да речам сме по-привилегирани како мајки на некој начин. Ајде сега да зборуваме тој аспект, maternity leave или породилно отсуство во Австралија, мислам дека е околу 3 месеци, може и грешам, ама знам дека не е повеќе од да речам толку. А во Германија сме сепак ние по-привилегирани да можеме да уживаме со нашите деца до 3 години, да речам првата платена година и втората и третата неплатени, неплатено породилно отсуство. И кога зборуваме со пријатели од Австралија, тие се навистина во шок, затоа што тоа, значи тој период од 3 месеци не е доволен за детето или за бебето да се, да речам, одвои од мајката, значи после тој период да се одвои од мајката.
односно за таа конекција меѓу бебето и мајката е многу битно да тие што подолго се на некој начин заедно и тој аспект, да речам, германскиот систем го има овозможено и некако сме попривилегирани во тој момент. Треба само да се напомене дека овој систем е во последните 5 години инструиран. Значи, нашето искуство пред 27 години со првата ќерка и пред 21 година со втората ќерка е сосем подруго. Тогаш 6 месеци. После 6 месеци или нити Елтернгeld, нити Елтернцайт, нити Муттершуц, Муттершуц да, меѓутоа нити што ти ја знам 3 години седи дома, 2 години ти добиеш Елтернгeld и или можеш или не можеш. Затоа сега доаѓаме во тој вакуум, кога во тие години, кога требаше деца да се раѓаат, многуми да се одлучува, ја немам кој да ми го чува, како ќе го чувам, кај ќе го најдам, што ќе му направам, како ќе му направам. И затоа сега го викаат тие бума генерации веќе ги нема. Значи, тогаш на времето се знаеше, чекај се, двајца се вработени, ако еден седи дома, како ќе поминеме, како ќе издржиме? Кирија, кредит, куќа. Не сум знаела. Не сум знаела. Ова поново. Овие поволности, затоа јас велам на сите денеска што ги советувам или што ме прашуваат како што било, викам, овој систем сегашниот што е сега инструиран, тоа е многу фамилиарно за фамилија, значи каде што може да одлучиш, каде што може сепак добиш. Па речем, Елтернгeld не е некоја голема финансиска некој големо финансиско средство, да не филозофираме многу за таа работа. Се знае колку е максимално 1800 и кој знае колку пари да се зима, 1800 евра е толку е. Толку е таа граница. Меѓутоа сепак пред 20 години ни таа можност не си ја има. Ни таа можност не си ја има. Едноставно. Да, интересно ни е, ни јас ова не го знаев. Да. Значи тоа треба да се спомне дека тие работи сепак државата Германија ги регулира сепак во полза на фамилиите. Двете сте млади мајки или ќе бидете млади мајки и. Знаеме дека Германија е доста традиционална држава. Почнувајќи од моето искуство, кај нас има 2 Божичи, кај нас има 2 Великдена, кај нас има 2 распусти и сите тие работи. Дали вие, како, да речем, сепак дојдени тука, имате некои традиционални или традиции кои што ете од оздола? 24-ти Танетбаумот стои, ама стои на 6 јануар. Епа, супер прашање ова со оглед на тоа што моето лично искуство тука во Германија, од сите разговори што сум направила, сваќам дека доста различно од вашите искуства на македонци дојдени да живеете тука, од проста причина што во цел тој, откако ние се преселивме со Јоана тука, некои наши членови на фамилијата направија слични избори заради некои сосема други нивни мотиви. И така во последните 8 години тука на многу тесна, блиска географска разделеност се преселени моите 2 сестри со нивните фамилии и братот на мојот сопруг. Што значи дека сите наши најблиски, освен мајките, во моментов се тука на премногу блиска географска раздалеченост, а мајките ни се пензионерки, па благодарение на тоа што само 2 сати летот многу често може да не посетуваат. И затоа кажувам дека моето искуство во Германија, искуството на некој што е дојден тука без никој свој е многу различно. И ние и така си ги негуваме сите можни традиции, датуми и празници, ги запазуваме со тоа што македонските си ги славиме, македонските и православните празници си ги славиме затоа што си се наши, затоа што тоа е нешто што ќе си го негуваме и понатаму и на нашите деца сакаме да им кажеме од каде потекнуваме, кои се нашите традиции, но исто така многу убаво си поминуваме и за германските празници, верски и државни, особено за верскиот ева сега и Божик и Великден кој ќе дојде, значи навистина многу си поминуваме затоа што сме сите слободни тие денови, по 4 дена имаш за Божик, 4 за Великден и не можеш да бидеш имун на цела празнична атмосфера што се случува околу тебе. И тогаш се собираме едни кај други, сведиме на гости или се собираме сите заедно на едно место, исто како да славиме, како германци да ни на нас празник со подароци, со се, нели, деца мали, не може да ги двоиш затоа што тренета во градинка во школа сите сака да кажат што добиле, како добиле.
А си ги славиме и нашите, и покрај тоа што датумот кога ќе бидат нашиве, некако е многу обичен ден да се чувствува, сите се на работа, не е веќе толку празнично, а нема врска, така што да, апсолутно ги имаме прифатено и германските датуми и нашиве традиционални, па да е дупло повесело. Супер, исто. Супер. Дијана, кај тебе? Ти си... Убаво кажа, Ти Маја, си... многу убаво се сложувам со сето тоа. Кај нас, бидејќи јас сум во мешан брак, секако дека ги славиме, значи, и двата празници. Од друга страна сум, двата празници, мислам, празниците од двете страни, католичките и Великден, Божик и сите останати, како и православните, се слават, да речам, со сите нишани, и тоа е многу убаво, затоа што двете фамилии на некој начин доаѓаат во една симбиоза, се учи културата од едните или од другите, и утре нашето дете, значи кога ќе порасне, ќе има точно тоа што кажа Маја, контакти со едните и другите празници или начини на прославување. Убаво е, многу е убаво така кога ќе се спојат културите или начинот на прославување. Јас како традиционален човек се трудам тие македонските традиции да ги задржам колку што можам повеќе. Не е секогаш тоа е лесно или функционира, посебно изминативе години со фактот дека цело патувавме и така натака цело време, не беше тоа толку лесно, меѓутоа е изводливо да се следат тие некои наши традиции и да се прославува соодветно. Да, Супер. сигурно сме ки многу од нашите така прават, ако не и сите. Значи, денеска ќе има зумбулче. Така. Денеска има букети, нормално, да. Тие зумбули на времето кога беа. Не само зумбули, имаше за наставничките порано поклони, Карамфили. букети. Не, кај нас беше многу, значи многу. Наставничка на 8 март да си беше најдоброто нешто. Најмногу поклони. Тоа е една од разликите што би ја спомнала, на пример, овде во Германија празникот и не се слави, односно секој ден е ден на жената на некој начин. А кај нас е тоа толку помпезно, толку интересно направено. Тоа ми беше еден, так да речам, културен шок овдека, 8 март. Сите си одат на работа, нема скратено време, се... Да. Никој не ти ќе спита и се си функционира. Ти си рамноправна како и сите. Во кафана after work со колешките. Ке одите ли некаде вечер на 8 март, некаде на прослава, на вечера, на било што? Јас ке имам доста активен викенд. Утре сме на ручек кај пријатели, а во недела сме на роден ден кај внук ми, сестра ми, Андреј, и заради тоа ќе се одмарам денеска, затоа што во 7 месец веќе не се чувствувам толку многу физички спремна за секојдневно излегување. Дијана, ти? Ние го немаме испланирано уште. Викендот се зависи од... Значи, кога имаш мали членови во семејството, се зависи од нив дали ќе спијат, дали нема да спијат преку ноќ, така да оставаме викендите да се поспонтани, односно зависно од... Нормално се адаптираме на желбите на детето. Да. Јас сум договорена со 12 македонки на вечера. И секој викенд си на Софри. Добро, ама денеска е за 8 март специјално. Алал да му е на Михаил. Да видиме дали ќе добиеме некој букет. Дали имате некој слоган кој што ве прати у животот? Од типот не е битно да паднеш, ами битно е да станеш. Кратко и јасно. Немам еден слоган, многу сакам такви квоти, ама не можам еден да издвојам сега по кој што само по тоа се водам, зависи од ситуација. Дијана, ако има нешто да ми извади мене по паметто за тоа. Јас неодамна го имам овој слоган, затоа што сите турбуленции некако што ги помина во минатите, да речам, 3 години од животот и така натака, love yourself или сакај се себе си. Тоа мене ми е сега, да речам, новиот слоган. Може за некој месец нема да ми биде, ама во моментов ми е таа, бидејќи ако се сакаш себе си, тогаш ќе ги сакаш и другите, ќе ги разбираш и другите, и она што зборувавме, односно Маја што зборуваше дека во врска со егото и така натака нема луѓе што се лоши, туку има луѓе што се несрекни. Тие луѓе кои што се несрекни можеш да ги приближиш до себе само со љубов и разбирање. И така да love yourself, односно сакајте се себе си и потоа ќе ги сакате и сите останати. Одлично, фала. Прекрасно. Второто прашање,
Постои ли формула за среќа и радост? Ау. Еве Маја може да одговори дали има формула. Постои. Со превземање на лична одговорност за својот живот и со работа на себе. Супер. Супер. Благодариме и на двете што ни бевте гостинки. Сигурно сум дека многу македонки во Германија, па и во Македонија, или како што откривме и во Тексас и во Калифорнија, каде што се служа подкастот, дека ќе може да излечат многу информации, дека ќе може да се инспирираат за своите, за остварување на своите цели и општо за подобрување на својот живот. Ако им треба помош во врска со тоа, каде може да ве најдат Маја и Дијана, каде може да ве контактираат за да ви се обратат за вашите услуги? Така, јас сум активна на социјалните мрежи на Инстаграм и на Фейсбук, на Инстаграм нешто повеќе. Значи, моето име е Маја MJ. Маја го пишувам со Y. Исто така и мојот вебсайт гласи исто www.majamj.com. Маја напишано со Y. Многу ми беше убаво дружењето денеска, особено затоа што Марина и Дијана вас познам многу добро и ние работиме заедно. Веќе 7-8 месеци, а панџи имав чест денеска да го запознам. Имам една завршна мисла што сакам како порака да упатам до сите слушатели што слушаат, дека сите ние, кој ќе ни се случи некоја неубава работа во животот, тоа си го доживуваме некако лично и како некаков удар од судбината и тоа знае многу да нас пушти. Она што сакам да го пратам како порака е дека животот не е ниту само нагоре, ниту само надолу. Секој од нас искусува многу позитивни промени, додека е жив и многу негативни промени. Проблемот е што ние сме условени, воспитани, програмирани заради културата од која што доаѓаме да се радуваме и да ги сакаме само позитивните промени. И затоа никој од нас не се буни кога ќе заврши факултет, кога ќе најде партнерка, кога ќе се омажи и ожени, кога ќе дојдат деца, кога ќе купиме кола, стан, кога одиме на одмори и кога ги доживуваме сите можни убави промени понатака во животот. Децата растат, доживуваат некакви своји напредоци и слично. Но животот е составен и од негативни промени и ние се наоѓаме на дното кога ќе се случат некои од следниве, како например смрт во семејството, некоја терминална болест како рак или други неизлечиви болести, совраќајки, незгоди, финансиски крахови, отказ од работа, разделби, разводи, и природни катастрофи и така натаму, и секој од нас кога ќе се најде во таква животна ситуација мисли дека тоа му се случува само на него. Додека вистината е дека секој од нас во текот на животниот век ќе доживее минимум 3 од овие што сега ги наброја. И заради тоа многу е важно човек да биде свесен дека не може да бидеме спремни само за убавото во животот, мораме да бидеме спремни и за негативните промени кои што неминовно ќе настапат во некој момент и колку успешно ќе се справиме со нив и колку побрзо ќе се вратиме во среќна состојба во баланс, зависи од тоа што правиме во меѓувреме. Затоа треба да се работи на себе секој ден, а не само кога ни е тешко. Прекрасно кажано, ќе ги оставиме твоите контакт податоци во show notes. Хала ти, Маја. Конкретна програма немам поставено затоа што сум нова, да речам, во желбата или во идејата да помогнам на многу жени. Она што јас им го порачам на девојките и жените кои што се соочуваат на некој начин да се сакаат себе си и своето тело, без разлика кога како и средината или дали тоа во склад со замислите на средината, да не подлегнуваат на социјални притисоци на некој начин и да се адаптираат, да си ги адаптираат очекувањата. Тоа за почеток, оние кои што сакаат да соработуваме или да слушнат некој совет, да слушнат некоја нова идеја, може секако да ме контактираат на социјалните мрежи. Водам Инстаграм профил кој што се вика Becoming a Mom and Beyond. Ги опфаќа жените кои што се на пат до мајчинство и оние кои што се соочуваат со одредени предизвици потоа. Исто така, значи под истото име имам и креирано и Facebook страна, како и Facebook група. Убаво би било во иднина, значи како идеја да таа поддршка за жените, од жени да доаѓа од жени за жени, односно да се креира една група
и да направиме еден, да речам, термин во кој што заеднички ќе ги делиме тие предизвици. Радост и не мора да значи дека се само предизвици, може да се срекни моменти, мали победи и така натака. Така да тоа е се work in progress, што би се рекло, значи уште е работа, како и веб страната која што е во изработка. Така да, сакам да им порачам на жените, доколку има некаков предизвик или сакаат да споделат, слободно да ме контактира. Супер, Одлично. фала ти. Значи ви благодарам уште еднашка за поканата. Многу убаво дружење и се надевам дека еден ден ќе може и лично да се видиме. Мислам, јас со Марина се знам, ама одамна не сме видени со Панче лично да се запознаеме и да се подружиме, да размениме енергија. Да. Диана, фала многу. Супер. Ме беше чест и за Маја и за те. Прекрасна тема, прекрасни гости. Ама секоја тема има свој крај. Сега е време да ја најавиме следната емисија. Следната тема, која што исто така е доста интересна, доста моментално доста преокупирани наши луѓе, а тоа се актуелните промени во законот за Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Така е. Актуелните промени општо во законот за странци, би рекла, Fachkräfteeinwanderungsgesetz донесене од 2020, ама поради пандемијава не се покажа како што треба. Сега од 1 март 24 важат нови промени во закон, многу големи промени во многу области. Сепак за македонците во Германија само неколку области се релевантни, како на пример поврзани со работна виза, со плава карта, промени поврзани со фамилиарна виза и студентска виза. А дотогаш слушате на Петочно во Германија со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!